Од утре православните ги започнуваат постите посветени на Мајката Божја. Предвестник на овие пости е празникот Макавеј, на кој се изнесува честниот крст, се благословува босилокот за целата година и се прави водосвет. Овие пости богородични, посветени на успение на Пресвета Богородица, траат 2 седмици. Овие пости по тежина се исто како и великденските, што значи дека од понеделник до петок е строг пост без масло, сабота и недела се јаде масло, а риба се јаде само на преображение. Постот е одлична прилика да поведеме повеќе сметка и за нашето здравје, односно да се изврши детоксикација на организмот. Детоксикацијата на секој организам е дефинитивно потребна да биде на дневно ниво. Тоа значи дека во рамки на утринските часови треба да го подкрепиме процесот на чистење на телото, што се вика процес на елиминација и трае од 4 наутро до 12 еден на пладне. Во овој процес ние треба да му помогнеме на телото со пиење вода и јадење свеж овошје и свеж зеленчук да ги разработи сите своји чистачи. Ова е време кога оние што постат се ориентираат кон храна од растително потекло, па продавачите на овошје и зеленчук се надеваат на поголем промет. Ја мислам дека секој ќе се зголеме, затоа тие луѓе исклучиво користат ваква храна и очекуваме дека ќе биде подобро за нас. Но лошо е ако постот се свати само како телесен, односно како диета. Колку е важен телесниот пост, толку е важен и духовниот пост. Бадијала ние ќе постиме, ако треба и 2 седмици да не јадеме ништо, ако нашите помисли ги насочиме кон лоши работи, нашите дела се лоши и нашите мисли се недолични. Значи, треба да се воздржиме од нечисти мисли, од лоши дела, треба да правиме повеќе дела, да поработиме, да се повлечеме малку во себе, да поработиме на нашата душа, на нашата мисла, на нашиот ум. Постите посветени на Пресвета Богородица се едни од најмасовно практикуваните пости во православието. Ова првенствено е резултат на тоа што тие траат кратко, но и на големата почит што верниците ја имаат кон Мајката Божја, преку чии молитви дојде до спасение на човечките души и која е наша најголема застапничка пред Бога.